прашањето е на кои се нивоа и каде се води војната. Од тој аспект, ако се вратиме на конкретното ваше прашање, најчесто врзано за последните случувања во Иран, луѓето прашуваат, велат, дали сме во Трета светска војна. Толку е тука разликата помеѓу теоријата на војната и разбирањето на војната како наука и војната вештина како вооружена борба. И вели вака се. Ако гледаме по однос на водењето на вооружената борба, ние сме далеко од Трета светска војна. Бидејќи не учествуваат големи сили, барем две најмалку големи сили, не учествуваат поголем број држави и може да зборуваме за една меѓудржавна локална војна, Русија со агресијата врз Украина, и може да зборуваме за една условно кажано регионална војна, каде што Соединетите со учество на една суперсила и единствена во светот, Соединетите Американски држави Израел виза Иран, каде што Иран действува во регионот во обид да предизвика проблеми. Така што во делот на водењето на вооружената борба сме далеко од Трета световна војна, но во делот на разбирањето на војната во сите аспекти одамна сме во Третата световна војна. Зошто? Затоа што ние долго време имаме сајбер војна, имаме економска војна, имаме војна на дезинформација и пропаганда, или повеќе би рекол така наречени бескрвни војни, што би рекол Гулин, тоа е еден руски теоретичар кој ги употребува тие термини, вели бескрвна војна, каде што непријателот се победува без употреба на вооружени сили. И употребата на вооружените сили како крајна изнудена, да кажам, неопходен аспект на војната, се сведува на што е можно помала употреба и помали загуби на жива сила. Затоа вие ќе видите во Иран состојба во која се действува на дистанца, значи и едните и другите действуваат со ракети. Информациите за загинати, посебно од иранска страна, се многу штури, што би се рекло оскудни, нема информација дека колку жртви имаат. Тоа се подразбира, тоа спаѓа во делот на пропагандната војна, заместо да кажете дека ви загинали еден ден 1000 луѓе и на толкава земја преку 90 милиони, кој ќе помислат 1000 луѓе во еден град, например, загинати, е сериозен проблем за моралот, бидејќи војната има аспекти на морал и сила, нели, како морал на единиците, така морал и на населението. Имате состојба во која целиот фокус на следење на работите на јавноста се концентрира исклучиво кон борбените дејства. Значи, водењето на вооружена борба. Без разлика што се води на дистанца. Сега, другите аспекти многу малку луѓе ги гледаат. И секогаш поставуваат прашање кога ќе дојде до судир на копнени сили. Тоа баш не сум убеден дека така ќе се случи. Всушност, ние сме свидетели на многу други аспекти. Вие хубаво го казахте, вооружената борба е финала на всичко. Всушност, ние сме обект од многу време и Третата световна војна ја гледаме под формата на хибридна војна. Или може би треба да кажеме втора студена војна. Не знам как е поредно да се каже в такава ситуација, но тя си стои действително като един феномен, в който ние вече сме въвлечени. Знаете, Георги, како? Која ние ја имаме како историско наследство, да толкуваме војна. Ја имаме од Првата и од Втората световна војна. И ја толкуваме како изразен вооружен судир. Со големи операции, посебно на копнени сили, со присуство на војска на терен и така натаму. Хибридниот облик на војување. Употребата на сите овие облици претходно што ви ги кажав. Дури и преку прокси организации или држави, што Иран интензивно го прави, што сега се обидуваат и американците да го направат преку употреба на курдите, дава една друга димензија и е субститут за непосредната вооружена борба на терен. Значи,
свесни се државите дека нема потреба од употреба на непосредна жива сила на терен, бидејќи жртвите би биле големи. И тука, гледате како, тука е веќе делот од политиката за добивање согласност на населението да води војна. Зошто? Затоа што ако вие знаете дека ваши сили имате на терен и дека денеска ќе ви загине одреден број на војници и тоа постојано пристигнува во вашата земја како загинати војници, имате проблем со населението. Населението веќе не почнува да ја прифаќа таа војна. Тоа се викаат прифатливи загуби во една војна. И од тука имате проблеми со моралот и со политичкото оправдување дали да ја водите војната. А вака, што, например, на американците ќе им значи ако загинат 10.000 курди во една операција на територија на Иран? Во внатрешен судир на Иран. Што значи дали ќе загинат 10.000 курди, азери, не знам, зоратрустисти или не знам кои други опозициони групи на иранскиот режим, на иранската власт сегашна. Тоа ништо нема да значи за американската јавност пред се. Така што може да се води така војната на дистанца многу подолго време отколку што тие ја предвидуваа сега.